И добре дојдовте во 12-тата епизода на Работ на 16-тникот, Edge of the Box. Денес имаме многу интересен гостин К, првата фудбалерка доаѓа на нашиот подкаст. Добре дојде Јулија. Добре дојде. Добро ве најдов. Како си шопреш? Супер, ништо е да се дружиме малце. Ние спремавме да снимаме со неа на широко и надалеко и свативме дека ни е малце на стината, така да ќе гледаме да не ја држиме многу, да ја малтретираме, да си дојде дома да си испие еден топол чај. Ќе почнам јас со првото прашање што си го имав ставено на листа. Се спремав прашање за љуботен, ти си веќе во Вардар. Раскажи ми малце за тоа, трансферот, како е ваму, тренинзи, слободно. Искрено ви благодарам уште еднаш. Навистина ми е чест и ви благодарам за поканата. Убаво што постои ваков подкаст кај нас, каде што се става акцент на спорт и на реални приказни. Да, бев во љуботен до оваа полусезона. Моментално сум во Вардар, таму потпишав. Во љуботен бев уште од летото, игравме Лига шампиони, имавме доста утакмици, беше напорно. Беше во главно супер, да кажам, тој надпреварувачки дел каде што ни треба на сите нас. Клубот како клуб, јас патував, не седе во Тетово, каде што ни беа таму тренинзите. Исто како кај мажите, мислам дека секој викенд имавме утакмици, секој ден тренинзи. Главно супер. Како се случи, како ти дојде, дали ти беше тешка одлука да си кажеш крај на љуботен, одам во Вардар? Искрено не ми беше тешка одлука, бидејќи јас така гледам и ни животот. Пред се треба да бидеш човек и да почитуваш, и на место каде што не сум почитувана, зборам од страна на управа и на... Не би сакала да останам во клуб каде што не сум срекна, и поради тоа одлучив да заменам во Вардар. Сега си на договор, претпоставам, на одреден период или? Да, до лето ќе бидам тука, па понатака ќе видиме. Јас видов дека имаш малку играно и во странство. Да. Кажи ми за тоа искуство малце и кажи ми дали е престижот поубав да играш во странство како во Кипар или сега си во најголемиот клуб во Македонија. Како е за тебе таа разлика? Прво за Кипар, па после за... Искрено, во странство е многу поинаку и друга приказна е во смисла на инфраструктура на спортот, како вложуваат таму, како гледаат да напредуваат во секој дел. Јас во Кипар бев најкратко 4 месеци, а како да сум била најдолго. Мислам, така се осеќав, пошто го сакам Кипар и едноставно се пронаоѓам таму. Не дека е топло само и дека се плажи, туку тој лајфстайл ми се допаѓа најмногу како фудбалерка. Ќе кажам дека после, од кога се вратив, пошто бев во Кипар, кратко за жал, ме фати таму короната, морав да се вратам овде и тогаш останав во љуботен. И после ми испадна шанса за Риека, отидов прво и од таму во Сплит. Од кога се вратив во Сплит, имав повреда. Мислам, ја доживеав тука во Македонија. Имав дома некои проблеми кај што морав да останам во Македонија и беше краток периодот кај што мора да одлучам дали ќе останам тука или мислам немаше време за надвор да барам нешто, и поради таа причина прва утакмица со Шкендија, во Шкендија бев тогаш, се повредив, најлоша повреда, скинав лигамент и менискус и тоа ме стопираше, мислам, ми извади. И некако бев разочарана дека кај нас клубовите, мислам во Македонија сега, има напредок, се работи, сето тоа стои, туку не сме така професионалци како мажите, немаме професионални договори, се водиме како аматери, и од таа гледна точка малце тој период се разочарав, дека клубот не застана зад мене, со операцијата имав проблеми, да, и реков не играм фудбал. Тука никако не влада клубот, како... Да, беше лошо дека... Машки спортови почесто покриваат такви работи. Спонзорите откажаа во тој момент на клубот и рекоа ние од утре не постоиме, тоа е тоа, секоја девојка нека се снаоѓа као. И тоа ми беше некако пресуден момент и сите, не знам, пошто сум јас преемотивна и така проблемите ме стопира на некој начин тој период, реков веќе не играм фудбал, ќе се фокусирам на друго, на студиите, на работа, и мислам, јас живеам за фудбалот и многу го сакам, и додека не играв тие 2 години, јас тренирав дупло повеќе. Браво.
А кога одлучи да се вратиш? Како, мислам, што се случи за да се вратиш во фудбал? Па тоа е начинот, дисциплината што ме држа, бидејќи јас не престанав да тренирам, као реков не играм, али ностоп со друштво играме фудбал, се собираме, терминчиња и управата на Љубатен ме побара да ни помогнеш, да играме Лига шампиони, сакаме да градиме екипа со наши македонски играчи, бидете тука као главни играчи и реков окей, ќе дојдам, ќе почнам се. Тогаш отидов прв пат со нив на Златибор на припреми и така почна се од таму. Така да. Тоа значи дека Љубатен се шампиони во Македонија тоа, така? Да. Веќе 4 години. И тоа како е во женски фудбал, има квалификации па влагате или кај нас директно влагаат женските, не знам како е. Имаме квалификации, да. Игравме, нели, првата ја игравме тука со Пјуник во Скопје. Таа ја победивме, после игравме уште една и игравме 2 во Белгија такмици. Како е чувството да си игра Лига шампион? Искрено супер. Предобро. Како не може да се спореди со репрезентација, али пак таму е повисоко ниво, се осеќаш малце поуважен. Да, верувам дека е онака. И сигурно организацијата е на точно ниво како што треба да биде. Јас сакав да спомна пред малку, спомна и студии, работа. Кажи ми студиите, како ги помина со тоа знаејќи дека сакаш и да играш фудбал, сега имаш нова врска, не си сигурна дали ќе се вратиш во фудбалот, како да речам ги тапкаше сите овие работи во исто време? Па искрено не беше лесно целиот тој пат, да кажам, кога играв во Кипар. Јас се запишав првенствено од пред да заменам на Кипар, јас бев во Скопје, играв во ЖФК Драгон. Не знам дали знаете, и се запишав на факултет на криминалистика во Идризово на безбедност, со цел да можам паралелно и факултет и студии и фудбал да играм. И у тој момент ми испадна шанса за Кипар. Реков, фудбалот ми сега на прво место, приоритет, не сакам да ја испуштам таа шанса, ќе ги оставам студиите во позадина и не можев да го водам факултетот у тој момент, пошто беше навистина захтевен, треба да се учи, да се оди на предавања, не можеше никако да се направи нешто и одлучив да отидам на Кипар. Таму го ставив факултетот во мирување и од кога се вратив, реков дека не можам да го продолжам, туку се префрлив на нешто што навистина ден денес ми значи, тоа е психологијата. Завршив 4 годишни студии на општа психологија и еве сега спремам мастер. Се надевам дека ќе завршам и тоа за брзо. Реално многу импресивно и магистарски и фудбал, професионална кариера, терање. Се надам дека нашава федерација ќе стаја етикета како професионални спортисти, а не само аматери. Да, се надевам и јас дека. А мене не битно како функционира тоа аматерски клуб со Лига на шампиони? Како добива Македонската лига лиценца за Лига шампиони или како се регистрира тој клуб ако се аматерски? Клубот си е регистриран како клуб што мора да имаат лиценцирани тренери само со А лиценца, со Б лиценца. Тоа е само, инаку. А вие како фудбалерки сте како аматери се водите? Да. Така, македонските фудбалерки се аматери. Тие што доаѓаат од странство преку менаџери се со професионални договори. Така. Значи тоа само кај нас претпоставувам. Тоа е договорите, да. Тоа е лошо, да. Со тој начин секој од нас сама гледа некако да се заштити во смисла нотарски некаков предлог договор. Така. А тоа што скажи ми малце на по-забавната страна, како е да си, јас тој аматерскиот збор го бришам одма, како е да си професионален женски спортист во Македонија. Се осеќа ли разлика од кога почна да те предпоставам, сигурно те препознаваат веќе повеќе него кога си била само студент или средношколец, раскажи моци повеќе за тоа. Искрено, само како што кажа ти, тоа менува зборот аматерски со професионалци. За мене тоа е исто, бидејќи истата жртва ја даваме во спортот. Абсолютно. Да. Само се водиме како аматери. Друго е се исто. Значи, јас од кога знам за себе и од кога сум во репрезентација, ги имам поминато сите селекции од U17, U19, А селекција. Јас го живеам тоа. Тренинг, дома, одмор, храна добра, пак тренинг,
масажи, спа, мислам тоа е Животот тој не го менува договорот, фактот дека си професионален фудбалер. да. Да. Искрено. Пошто аматере, ако овие што се фудбалери кај играат во Луксембург. Лица боја и играат Да, фудбал на да. страна, да. Тоа е Да, аматер. Инаку кога живее животот, Да. Нешто ќе треба материјалов да го спонзорираме само да се смени тоа. Ме навреди искрено да ти кажам. да, не го, ама се надам дека доаѓаат добри промени. Да, се Пошто и надам. на светско ниво се крева Да. viewership на женски Со фудбал. новото така да- раководство на ПФМ? на ФФМ верувам дека и гледам дека има промени. И дека ќе го форсираат женскиот фудбал. Апсолутно. Да. Бидејќи јас сега се запишав и во процес сум на полагање на Б лиценца за тренер. И Браво. дури таму гледам дека се поинаку работите како стојат, мислам, ние женските сме финансирани од самата репрезентација и од самата ФФМ. Немаме никакви трошкови, не плаќаме ништо за тоа, значи тоа многу значи кај нас. Многу супер. Да. Значи имаш и аспирации да бидеш тренер еден ден на Да, некој тим. да. Тоа е многу интересно. Многу ми се интересни работи што ги слушам, затоа сакам да почнеме од почеток, од кај ти искочи љубовта за фудбал, дали има некој дома, мама, тато што бил исто во фудбалот и како, затоа што јас овие работи што ги слушам се нешто што ја би го правил. Да. Ако не ја бидне тренер, ако не ја бидне играч, тренер. Се Ако- околу се фудбалот, околу да. фудбалот. Да. Кажувај малку повеќе на таа тема. Искрено, жилбата за фудбал од брат ми постариот, он играше уште од мали нозе. И со него почнав така на улица, па на тренинг да идам, па дома се кара као ако брат ти не научи, не знам, по македонски нешто, не може на тренинг, па јас го терам, ајде научи да ме носиш и мене. Од таму, мислам, моите се музичари, уметници, така да ме запишат, и ме запиша во основно на виша школа музичка. Јас таму не сакав да одам. Мислам да свирам клавир, пијано. Ајде ме запиша, нели? Како викаат кај нас, као ако е таткото доктор, мора и синот да. Да, така е. Почнав и мислам не беше тоа за мене. Јас секој ден со брат ми едва чекав да отидам на тренинг да ме носи, јас им носам вода на играчите таму, собирам топки на стадион, битно да сум таму. И сакам да кажам, наоѓав причини, ги лажев некој прв пат у животот да лажам 6 месеци дека не ми се, дека таму некој ме брка, дека не ми е страв да одам на музичко. Се еден момент додека сватија дека навистина не. А на не фудбал сум за никој тоа. не ме брка. Да. И тогаш рекоа, окей, ајде ќе ја запишеме тренерот што ми беше прв, тоше се јави на моите дома да донесете го девојчето, сака, има желба. Јас бегав после школа за да ги гледам тренинзите како другите постарите девојки тренираат. И како вие сега динамиката со брат ти? Од кога ти си веќе професионален спортист, очекувано ли беше ова се да се случи од нивна страна? Или рекоа ај само ќе ја запишеме, па што буде нек буде? Искрено, брат ми како ме поддржува нормално, секогаш и среќен и се. Он не продолжи со фудбалот, така јас го викам дека е мрзлив, инаку имаше капацитет да Извини, бат. и Што ти потенцијал направи? да продолжи. А моите дома исто не беа некои многу импресионирани од тоа дека јас играм, мислам, многу повеќе вие или некој друг од страна ќе ме препозна и ќе се фасцинира као и девојка игра фудбал, отколку моите дома као не е тоа за жени, не знам, некако има предрасуди од тој дел, али со текот на времето славно се. Дали сега се сеќавам јас разговарав на тема женски фудбал и женска репрезентација, бев со луѓе и прашањето нивно беше, абе чекај, дали уопште имаме женска репрезентација? И мене тоа ми беше шокантно дека јас знам и за женски фудбал уште од време кога почна златни лопти да делат на Марта од Бразила, која памтиш. Да. И такви некои работи, мене беше просто фасцинантно дека јас сум растен умало каде што и девојки сакале да играат Да. фудбал и тоа било да речеме честа појава каде што некогаш и женско бирале преку машко. Да. И интересно ми е дека твоја приказна е многу слична на тоа што некогаш сум го видел. Кажи ми, дали осеќаш, сега малку политички налагаме, дали осеќаш предрасуда надвор од дома, на улица, кога комуницираш со агенти, спонзори,
Као жена е, ме разбираш, може малку помалце пари, може малку помалце ангажмани, дали го има тоа во Македонија или веќе не? Па да, можам да кажам дека има, али сепак предрасуди имало и ќе има, се разбира, но во Македонија има многу потенцијал на девојки кои што сакаат и тренираат и имаат желба да играат фудбал и тоа веќе познато по светот дека развојот на женски фудбал е на многу повисоко ниво. Се надеваме дека и тука ќе ги разберат тие веќе работи, дека не е туку така, не е едноставно да си жена и да играш фудбал, но во секој случај мислам дека ние жените можеме многу повеќе да направиме и само ни треба поддршка од вистински луѓе кои што ќе препознаат дека навистина вредиме и можеме. Зошто да не? Еве, вака сега ќе се обидам јас нешто да направам, вајде ќе функционира ако добиеме доволно гледачи. Дали можеш да ни го кажеш распоредот на Вардар за наредниве неколку утакмици, кога се играат, каде се играат, да пробаме малку да ги поднаполниме трибините. Еве да речеме наредниве 3-4. Искрено немам уште програма, мислам и самиот клуб дека не се знае дали ќе почнеме сега на 21 февруари. Прва сега пријателска ни е следен викенд во Каменица. Отвор може смее да дојдат гости на Да, секако. Каменица кога играте? Во 1 часот. Кој ден? Идеме во недела. Слушате? Таму. Недела во 1 Каменица. Таму. Сите на терен. Сите од Каменица на терен. Ќе се игра Иако фудбал. некој може да патува. Па зашо не? Да. Ај ќе видиме какви ни се обврски. За идните утакмици што се првенствени, да кажам, секако ќе ви известам. Така да ако имате желба слободно. Сега некако мене ми стана нова шема од викендов со камера да се шетам по утакмици и да снимам се, така да би ми било баш задоволство да отидам и вашата утакмица да ја снимам. Па малце со смели едит ќе направиме да изгледа како да е Лига шампиони, ќе ја затемнеме атмосферата, химната у позадина ќе оди и ќе иде на Риол обавезно. Мене ми интересира како женски фудбалер, дали пратиш женски фудбал, дали имаш некој идол женски фудбалери, сега некој тим да навиваш за некој тим? Пратам, да, колку што можам. Мене мојот идол ми е Алекс Морган. Искрено. Се мислевме која ќе ја кажеш искрено. Имаме неколку од таа игра што сме спремиле женски фудбалерки и мене ми беше Алекс Морган мангупка реално. Да, можеби сега не е толку да кажам застапена возрастна возрастна, да. Од некои што сум играла против нив се Лесомер, Венди Ренард. Тие ми се исто така омилени, да кажам, ликови што лично сум имала прилика да ги запознам. Убраво. Да. Најсе тоа да. А за сегашната да речеме супер звезда женскиот Меси, Бон Мати? Искрено премногу талент, премногу работа, премногу посветеност, респект за тоа, но не знам, мене не ми е нешто. Има многу повеќе. Не ти е Балон д'Ор? Дали не заслужува Балон д'Ор? Смееш се да кажеш тука. Не може да се каже дека не заслужува, но мислам дека има други играчи што пред неј се би можеле да. Сезонова што измина на кој би му дала ти Балон д'Ор? На женски? Пак зема она така три поред, таква некоја. 2 или 3. Така она зема се последно. Да. Да. И пред тоа зема она, трета не знам дали имаш. Не бе мислам дека 3 зема. Може дека. Не се Јас за тоа прашувам. Јас сум ја гледал не само на најголемите утакмици низини, финалињата која е најака и дава голови и се таму надале, ама не знаев дека има Јулија чим ти кажува, значи ја тотално веќе верувам на неа и тоа е крај на муаве. Ја како фан на Челси, например, ги пратам понекогаш и Челси уимен. Да. Сем Кер, знам дека многу е зборат. Сам Кер, да. Сам Кер, не знам како се изговара. Она, например, на кој ниво ме интересира? Дали е таму горе у Балон д'Ор? Категорија или не? Според мене може да се каже дека е. Лично јас ја познам и знам дека игра во Челси. Топ играч. Искрено може да се најде таму на таа листа. А сестра му на Рис Джеймс? И она е во Челси, да. Лорен Джеймс, мислам дека се каже. Да. Да. Ама она мислам дека е малку по-локи, а Сем Кер као лицето на Челси има на FIFA кавер. Знам. Да, она е птен као големо засилување да иде Челси.
Ја памтам имаше шемајте да спомнав преска кога бевме помали, бразилкиве кога станаа популарни, нели секогаш они се први Марта. Да. Да. Мене Роналдиньо женски. А он имаше и некои луди бројки позади неа. Дали на многу стара возраст остана да игра? Знам дека имаше некоја луда бројка позади неа. Не знам, ја имам гледано голови уште у тоа време, дриблање, Да. праење, шоу. Да. Праење шоу. Значи, ако идеме по таа, да речеме, категоризација, Алекс Морган ти седи на прво место. Реално мислам дека и важи за една од најпопуларните фудбалерки Па, некоја што сигурно, постоеле. да, Стварно не ја сигурно. знаем од пола терен кога дае гол, Да, памтам да. тогаш толку се крена галама околу неа што стана и капитен на америчка репрезентација беше после тоа. Да, ми беше едно од првите што имаше и малку off-pitch презенса нека. Да. Да. Беше прифатена како селебрити поиш. Да. Што те влече да речеме да си кажеш дека Алекс Морган за тебе е најдобрата женска фудбалерка? Кој дел од нејзината игра, карактер, шарм, било што? Па карактер и шарм на терен, она што го покажува. Искрено, и ради тоа јас го носев бројот 13 до пред некое време и во репрезентација и во клубови. А сега гледам 23. Така ти го доделија или има некоја позадинска приказна на 23? Па нешто ново за мене, по така. Мое Плюс според- 10. Да, Плюс плюс 10. 10. Сепак да има поврзано со 3. Така значи И плюс тројката Джордан? Да. Да. Майкл Червен Джордан. дрес. Да. Кажи ми тогаш дали се гледаш, дај Боже тоа да биде долга кариера каде што ти ќе можеш да бидеш и капитен, да речеме, на клуб и на репрезентација, дали ти е тоа некој улога во која што сакаш да бидеш кога си на терен? Ти да го водиш тимот, да бидеш гласот што се слуша или пак гледаш да е по тимска структура, да не биде еден што се издвојува? Многу ми е интересно, секогаш ги прашуваме фудбалерите дали сакаш да бидеш тимски играч или да бидеш најдобар во тимот. Искрено за мене капитенската трака не важи ништо. Сум била капитен, да, тоа во Љуботен, кога бев пред да одам во Кипар. Во Кипар бев едно време, мислам, само што дојдов многу ме засака сите и тиммейтс као ти ја доделуваме тебе траката. Јас сум лидер без титула некако. Не ми треба мене капитенска трака за да ја водам екипата. Едноставно, самата моја енергија која ќе влезнам во екипа, која ја чувствуваат, некако им давам поддршка, разговарам со сите, некако се поставувам на тој начин, психолошки гледано, од тој аспект, да разговарам со секого, да решам секаков проблем, да видам дека на некоја може не е денот, ако стане конфликт, зошто е тоа, така малку поинаку гледам на работите и ги анализирам и искрено, ете, не сум сега капитен во Вардар, но верувам дека ги водам јас со мојот став, со карактер, со тоа што имам и знаење и искуство да Так. пловиме заедно. Сега ја малце по на опуштени прашања на таа тема, кога ќе дојде ношна коска. Тесна утакмица, крајна утакмица, продолжеток, не иде, треба да се даде гол. Се дереме или тивко им збориме? Искрено ви. Искрено се дерам, али сето тоа е добро Одлично, намерно, апсолутно. затоа што да, таков ми е некаков карактерот и тоа мене ме опишува дека не можам да останам оноа смирена, усмисла, као еј дечки, ајде добро ќе биде, него ајде покажете се, мрдни малце као. Да. Не може. Како е, интересно ми е тоа, затоа што, еве, например, ние што сме вистински аматери у фудбалот, што играме под измаливе теренчиња, јас кога ќе излезам на терен тие 45-50 минути, јас сите ѓаволи ги вадам од мене и мислам дека тој човек што е таму не се појавува на ниедно друго место и се дерам, Кире знае. Дали се чувствуваш и ти така, кога влегуваш на терен си во некој елемент, друг човек влегува, така? Да, дефинитивно. Раскажи ми го тоа. Не може тоа да го разберат луѓе кои што не се спортисти, ете како вас исто аматерија, ама сепак ти што играш терминче од викенд за викенд, Да. така се осеќаш, замисли па ние како се осеќаме, мислам јас на терен дека работам со страст, со жар, со љубов да биде подобро, секој тренинг да биде подобар од претходниот и така има резултати искрено, но тоа се карактери, не секој, например, има капитени во клубови каде што не значи ништо, само ете, ја носи таа трака до човекот, до карактерот. Се случува некојаш да дојде тренер и ти каже, бе, Јулија, дај моце,
Олабај, Да, Смилистрас. да, да. Многу ми е И мило на- ова што го слушам. И на утакмица, да. Значи ватрена. Кажи ми, имаш ли некоја рутина пред утакмица, некое суеверно, не знам, еве Столе ни кажа дека си носел поддреси на 40 степени, затоа што тогаш тој период барал многу добро, кажи дали ти имаш некои такви и припрема за пред утакмица и некои такви суеверни моменти. Па припрема пред утакмица, мислам, секоја као луѓето не разбираат дека на пример јас секогаш имам слободен ден, јас немам слободен ден. Апсолутно. Мислам, имаме утакмица, играме во недела, понеделник не е слободен ден, јас тој ден планирам дали да направам масажа, дали да отидам да спа, такво нешто или некаде во природа да прошетам и пак вторник веќе се враќаш на терен и као ќе ми речат ајде кафе да пиеме у недела, ќе речам каде имам утакмица, со утакмица сега каде као утакмица, окей, знаеш, можеш. Не можам. Значи, имам утакмица, си ја местам главата, се фокусирам. Пред утакмица зависи ако сме на патување, нели, слушалки, нормално сакам да се слушам музика, да се фокусирам и тоа ми е некој, немам некој суеверие освен да носам на раквица, што ми значи. Така. Да. Интересно. Што се слуша пред утакмица? Еминем. Еминем, мотивација, Много добри мотивација. мотивацијски песни. Ја ретко трчам, ако ја трчам само именом си. Да. Можеш да замислиш колку љута и спремна влегува на Да, терен, да. чим така се спрема. Па добро, има логика све што кажа ова и уствари и за ставот на биење, терен, и за намалена страст. да. Значи, од мене ова многу ми се допаѓа и баш некако уште кога го почнаме мовата, си реков, начинот на кој што збориш ми изгледа како да си ти така малце по не контролор на целава приказна, ама како сакаш да биде твое тоа, ти во водич или како да го кажа, односно Да. водич без трака, капитенска. Да. Сега менувам тема скроз. Кажи ми, ги кажавме потешкотиите во женскиот фудбал, поготово во Македонија. Кажи ми кои се убавите страни што ти се отвори како прилики, како можности од кога стана професионален фудбалер, професионална фудбалерка, од типот на можности за патување, спонзори, удобности во животот, за се што можеш да збориш, се разбира. Јас учев академија спортска во Велес. Втора генерација сум на академијата што тогаш се отвори, не памтам точно која година. Се разбира, тоа е многу добар почеток за од тогаш како се развиваше фудбалот. Значи јас имав привилегија да учам во спортска академија, каде што од 8 до 10 часот сум на терен, од 10 до 1 имам часови во школа. И тоа не се, нели, како обична настава, туку пак се поделени 3 часа дневно и завршувам пример во 1 часот, во 4 одам со клуб на тренинг. И сето тој, така да кажам, континуиран процес на работа ми даде многу и научив и знаев едноставно како треба да се работи вистинскиот пат. После тоа нели иде секоја селекција, пак ќе кажам од 17 сум почнала, у 19 А селекција. Веќе те селектираат по големи клубови, имаш замисла, амбиции за странство, многу предности во смисла на да се развиваш како фудбалер. Други предиспозиции секако многу е, мислам, мене ме импресионира да каже некој као дека е спортист, дека Мене ме интересира, спомна неколку пати репрезентација, сите генерации си ги поминала, дали моментално играш за женска репрезентација или Само клуб. со повратоков на кариерата, како ти иде тоа? моментално не играм за репрезентацијата, инаку бев стандарден член на женската репрезентација. 2 години откако не играм после повредата, добив покана кога бев во Љуботен, но не се чувствував спремна дека можам после повредата, имав, ајде да кажам, страв, нели, сето тоа да го пребродам, но се надевам и едве чекам да се вратам што побрзо. Че активно работиш на Да. враќање у првата репрезентација. Да. Како се одвиваат таму работите у Македонија? Како котира нашата репрезентација? Дали учествуваме активно на квалификации, како котираме на тие квалификации? Нешто повеќе околу тоа да ни кажеш. Искрено до пред да се повредам, котираше добро репрезентацијата и имавме нонстоп тие развојни турнири, игравме пријателски утакмици, навистина тоа многу значи да се собираме што почесто,
што тоа и го бараме и репрезентацијата ни го возможува. Сега со новата управа на ФФМ, на женската репрезентација, селекторот, се надевам дека повеќе ќе се форсира нели женскиот фудбал за како за надпреварувачки дел, така и за маркетинг, за сите страни да бидат опфатени, да напредува и да се развива по вистинскиот пат. Така. Треба да малку поише пуш. Ќе буткаме и ние од наша Ја страна. од време на време имам слушано за некои фудбалерки, за некои интересни резултат, ама не е толку пласирано во јавност кој што треба да биде, кој што е машкиот фудбал. Да. Да. Не е воопшто. Сега во пласирано. каква фаза сме таму? Има некои активни квалификацијски групи или некој првенство што доаѓа? Дали имаме можност да играме, пошто ете не сме запознаени? Искрено, кога ги направија Лига Нации, ни се олесна работата многу, пошто ние претходно се паѓало да играме против Англија, против Франција, мислам, тие земји не ни се тука егал каде што можеме да, нели да се најдеме. Но според Лига Нации, другите земји ние секако можеме да се носиме со нив и верувам и има квалитет и потенцијал со вистинска работа, мислам дека можеме многу повеќе. Спомна дека 2 години од кога си вратена од повреда, кажи ми процесот на враќање во фул форма, дали се осеќаш, кажа дека си одбила првата покана затоа што не си се чувствувала 100%, каде сме сега, дали сме 100%, дали се уште мислиш дека треба некој напредок да направиш за да се вратиш во фул форма, како се осеќаш во моментот? Јас се осеќам спремна во моментот и очекувам да добијам следниот собир покана. Не сум се чувствувала од причина што нели као ајде да помине време, психички малце ми беше проблемот, не дека физички се вратив многу побрзо отколку што мислев и затоа и почнав. Мислам јас од кога се повредив, целиот тој процес од кога се вратив после тренирав 3 пати повеќе, али ете во главата реков као не играм, тоа ме кочеше сите други околности. И инаку бев преспремна. И кога дојдов да играме Лига шампиони со Љуботен, па можам да кажам дека бев меѓу првите и најспремна, као беа зачудени. Браво. И некако ме отпиша, нели Јулија после повреда, па не игра, па еве сега пак почна едно друго. Тој момент мене ми се свига кога ќе ме отпишат и јас уште повеќе. Јас видов на статистика дека сезонава веќе уште кога беше со Љуботен, веќе некои 6-7 гола ги имаше дадено. Да, и Која повеќе. позиција играш? Како, да речеме, дали е фиксна твојата позиција уште од почеток на твојата кариера, дали имаше нешто што си сакала да бидеш како мала, па сега си нешто друго? Јас во Љуботен играв крило и бек. Во репрезентацијата во U17 ме форсираа да бидам бек, што мене лично ми се игра напад многу. Така. И да кажам дека ајде на тие потешки утакмици што ни биле, се сеќавам со Англија, со Франција, некако бев многу мала и мислам дека било погрешно што окей, можеби тренерите верувале во мене тогаш во тој момент дека можам, бидејќи сум давала максимум и на тренинг и на утакмици, дека сум можела да го поднесам тој товар во смисол да играм прва постава константно како бек и во тој момент сме играле со играчи како што се Лесо Умер, Венди Ренард, многу тешко. Сега се викам зошто, мислам, окей, сето тоа ме изградило како играч и искуство и се, но мислам дека во тој момент не требало ете така да ме изгорат на некој начин. Што моја природна позиција што си ја сакам и сега моментално ја играме. Значи биде подалеку од нив, да не биде она тие што треба да ги чува, ми се допаѓа. Да, искрено не можам, јас сум таков тип на играч што секоја утакмица заработувам јас картони. Еве уште една ексклузија. Ако има некад фантази во Македонија. Не, јас имате Јулија на фантази, еден поен ако не да е голечки. Кажи ми, сега ми беше прашањето ме скара. И реков 6-7 гола, на колку гола сме сега до овој момент од сезоната? Колку гола имаш постигнато со се Љуботен и Вардар? Дали веќе има гол за Вардар паднато од твој нози? Не, се уште бидејќи прва утакмица така. пријателска ја изигравме, да. Со Љуботен, ако не се лажам, 12. Машала. Да. Мислам дека нема многу... Прв стрелец или не? Не, Има и повеќе. да. 12 гола е убава цифра. Топ цифра е 12. Подаваш или не многу?
Па подавам искрено. Зборам али- асистенција. Не е на терен, туку сама си пред гол, голманката е пред тебе, има соиграч десно, што ти е по, да речеме, стандардна одлука. Јас не ја подам, знаат и сите. Нема играч, не го гледам. Голот го гледам. Така? Се фокусирам напред. Ми се допаја. И Вардар го спомнувам на повеќе наврати низ емисијава. Уште немаш почнато да играш, спомна дека се нов тим. Ја искрено Да. не знаев дека Вардар до сега немале тим женски. Нешто околу тоа сакаш да кажеш? А, Како се разви таа идеја, како те повикаа тебе у тимот? Па да, кога стапивме во контакт со вас, со профилот со емисијата, искрено во тие 2 дена беше одлучно каде ќе бидам, што како, бидејќи се знаеше, мислам, јас лично знаев дека нема повеќе да останам во Љуботен. И во тие 2 дена управата на Вардар ме повара. Разговаравме со нив, се видовме, ми објаснија се дека нели е нов клубот, дека сега почнуваат и се на самиот старт. Реков окей, супер понуда, ми се свиѓа и дека е блиску тука, Скопје, сепак Вардар е име, не само што е име, туку некако е посебна чест да настапуваш. И со сите амбиции што ги има они што ги знаев, ми се свиѓаше понудата. Во истиот момент, точно памтам кога пишувавме, кога се договаравме за околу датумот, ти реков ќе ти пишам другата недела и тогаш се шпекулираше во јавноста дека ќе одам во Црвена звезда и да потврдам дека тоа е вистина. Агент ме побара за Браво. да одам и тие 2 дена беа одлучни дали ќе останам тука или ќе мора да одам до Белград. Значи, малку грешен момент сум се умешал ја тука. А како го Кај избрав гледам? Вардар преку Звезда? Мене тоа ме Интересно, интересира. јас исто тоа ќе го прашам. Си беше пребрзо некако. Јас сум таков човек што, не знам, верувам на луѓето и многу повеќе е работата на доверба, како да кажам. Управата од Вардар на вистина се луѓето супер, коректни, искрени на некој начин, што многу повеќе тоа ме привлекува отколку некој да ветува, не знам што, Ништо не се да не случува. исполнува, да. Агентот што ме контактираше за Црвена звезда, разговаравме, се супер, понуда една, као да размислам еден ден, не беа конкретни во смисол, требаше да ми испратат договор и јас реков не можам да чекам бидејќи веќе мора да им кажам на луѓето тука. Мислам и самата управа ми кажа пред Звезда ние ќе те однесеме, нели, ако има шанса, тоа нема никаков проблем, нели, фудбалски гледано Да. е огромна разлика, али пак реков нека стои отворена понудата за Црвена звезда до лето, па ќе видиме. Како ти изгледа сега? Претпоставам веќе со другите девојки сте играле, сте тренирале. Како ти изгледа новиот женски Вардар фудбал клуб? Има ли шампион во тој тим? Мислам, вие како Вардар, шампиони на Македонска лига, Лига шампиони, дај Боже, и така натаму, и така натаму. Искрено тимот се млади девојки, амбициозни, многу ме радува тоа што сакаат да тренираат, сакаат да учат, да напредуваат. Треба многу работа, тоа се разбира. До оваа сезона крај, мислам дека можеме да се качиме барем 2 места погоре и да ја осигураме таа, да кажам, прва лига, а понатаму од септември, нели, со нови заселувања, со подруга, како да кажам, по друг начин на работа, некои работи мислам дека треба да има простор да се сменат, дека ќе биде многу многу подобро и веќе можем да целиме кон шампионска титула. Значи, ти рече има многу млади, претпоставам дека твојот сепак си млада и ти, ама твојот статус со тимот е сен ветеран во клубот, претпоставам. Па, да кажам дека сум најстара таму. А, стварно? Да. Значи, тоа е браво. Можете да замислите, да. Капитен, одма. Не. Еве се тоеш да за црта да ставиме на тој муабет. Колку долга кариера сакаш да имаш, да речеме, наредниве 10-15 години, дали амбицијата да играме до 40, па после тоа да влеземе во тренерска позиција, кажи ми, кај се гледаш во иднина? Искрено не предолго, не можам да кажам точно години, но додека се осеќам спремна и сепак не ми е приоритет да кажам сега толку многу фудбалот, поради тоа и порано ми беше многу полесно бидејќи многу сакав и имав желба да направам интернационална кариера, да не кажам дека изгорев од таа желба,
додека да се повредам. Сега малку поинаку гледам на работите, потешко ми е. Порано бев као, имаш понуда за Кипар. Јас куферот ти одам. И дома као, па како, па далеку, па ова, па она. Викам, окей, само, нели, една сезона е, па ќе се вратам, ќе доаѓам, ќе бидам дома, знаеш, од таа гледна точка. А сега малку по тешко ми е да, мислам, ми треба повеќе опширно да ги разгледам работите, бидејќи, нели, утре сакам и фамилија да стварам и Апсолутно. и се, така да повеќе затоа и гледам да земам Б лиценца за тренер, се гледам во спортот дефинитивно. Значи претпоставам дека кариерата ќе си трае колку што ќе си трае, може ќе стигнеш до некој, дај Боже, некој странски Барселона, Реал Мадрид, кои да се сеа женските најдобри и тоа ќе те премисли, затоа што сигурно нема да кажеш на таква прилика. Да. После тоа претпоставам пауза за да си ги оствариш тие, да речеме, семени амбиции, после тоа тренерство. Претпоставам тоа е идеалната слика. Да. Тоа е било интересно. Дали амбициите се само тренерство во женски фудбал или потенцијално и машки? Затоа што сега гледам дека почнаа веќе да имаат и женски тренери во машкиот фудбал, можеби не толку во нашите простори, ама гледам прв тренер за сет писес во некои клубови веќе се жени, во америчкиве клубови има многу почесто пракса жени да ги внесуваат во фудбалот. Дали пример машкиот фудбал би те привлекол и на тие луѓе да им пренесеш некое знаење? Да, зошто да не, јас сум отворена за секаква соработка. Би сакала повеќе да работам со жени, бидејќи тука кај нас фали тоа, да има повеќе жени во спортот и ги повикувам сите девојки и млади кои што веќе се на тој пат да се едуцираат, да учат, да се развиваат и во други делови, не само нели фудбалот како фудбал, да земаат лиценци. И јас лично се гледам во клуб и како спортски психолог и како тренер и како дека можам многу да дадам. Но и во машкиот, зошто да не, ако има прилика, секако би работела. Еве сега го спомнавме машкиот фудбал, колку пратиш, омилен клуб, омилен играч, сакам и тоа, малку мислам дека и тоа сака да чуе публика. Дефинитивно. Во Македонија. И во Општо. како тебе ти одговара? Можеш и за Македонија, можеш и за пошироко. Па во Македонија не знам, не се сеќам последно кога сум била на Сум не збориме поише за странскиот фудбал, реално, да. Иначе сум фан на Юнайтед. Омилен играч ми е 2-1. Бруно. Бруно, разбирач, познавач. Фернанш. Кажи ми што мислиш за тоа што не го шишавме детево вчера? Дефинитивно мислев дека човекот ќе си шиша крајно, но Сите мислевме да нема никаде си шиша. Се разочарав искрено. И јас ќе ти кажам дека ти беше колку блиску до тоа да видиш и они двајца, Кире можда само чу. Ја бев спремен вчера кога слетав, другари такви пораки ми има пишано, ако победам Юнайтед и јас да се шишам келав и така да се појавам денес тука. И веќе беше спремно, беше пишано на берберот се. И кога слета авионот и кога видов еден, си направив добро, голема беља може ќе направив. Кажи ми како се чувствуваш за нашава сезона, Керик дојде, се оправија малку работи. Раскажи ми, сакам и за ова малку да зборам. Да, искрено баш ми е мило што новиот тренер од кога дојде, на вистина се гледа дека има промена во клубот и дека окей, 1-1 не е нешто, нели, толку да кажеме. На интернет Да, ама има 4 победи пред тоа, така на добар пат. Да, дефинитивно. Кога го пратиш фудбалот машки, дали има момент на окей, ова што го прават они, може да дојдам сега кај женскиве да им го пренесам, ми се допаја овој тип на игра, ваков тип на пристап, ваков тип на формација, или сепак тренерите се тие тоа што го кројат и има некој поразличен правец на стратегија, на тактика женски фудбал, или гледате да се адаптирате како што го прават рецимо тоа машките? Гледано од таа страна, јас многу мислам сакам да дадам сугестија и нели критика. Секој човек не го прифаќа тоа нели најдобронамерно. Мислам јас прифаќам и критика и сугестија и се. Гледам кај што можам да да разговарам со некого на тоа ниво, да дадам критика и се и свое мислење и помага некогаш, има ефект, да кажам и кај тренерите. Ќе рече во право е и на тренинг ова што го работиме на пример. Ја веќе спомнам во Љуботен кога бевме, имаме некои тренинзи, јас
ќе му речам на тренерот настрана, ќе правиме муабет. Знам дека тоа го мислеше као, ама малце стрпи се, као ни треба време, знаеш, да видам со другите играчи. Не е едноставно, нели? Он ќе ме каже дека е во ред, дека се сложува со тоа што сум му го кажала, али не е едноставно да кажеме да одма да претрпи таква голема промена. Апсолутно. Ама ми се допаѓа дека сепак е тоа начин на кој што размислуваш и на кој што може да се допринесе во женскиот фудбал кај нас. Сега ќе се задржам на Премиер лига. Јулија е шампион во фантази и ги имаме тука незините тимови. Ете ќе направиме вака еден за да сврти фантази на YouTube, а во меѓувреме ги креваме тимовите. Сакам да ми раскаже, да ни раскаже што мисли, како мисли, што и се случува колово, што ќе планира да прави следно. Да бидам искрена, мојот тим на фантази го правев со мојот партнер, мислам он повеќе е заслужен за тоа. Јас сум само као оноа, стави ми ги тие мои некои омилени што се и Кои се за омилените другите. кажуваш? Ама Бруно го нема. Бруно го нема. И Тоа стварно, сакам како да бе Бруно го нема? кажам дека ми е замисла за следно коло, како ќе се одвиваат работите, го имам У план. Као опција за трансфер, како да. опција да го ставам. Се мислам за него, за Ембеумо, Ѓокереш, кажа. Да, ја утка напред голем исто. Па и Палмер, може би, не знам. Добро, значи Како- си ги прави. Палме влезе во Точните форма пак, да. Да, истите трансфер планови ги имам и јас, да ти кажам право. Ја кажи ми колово што се случува, гледам бенч буст активиран. да, пред да почне колово го активирав бенч бустот. 2-1-3. Уше Уште голманот. голманот останал. Гледам тројца од Юнайтед, симпатизерски Да, апсолутно. да. И јас сум мист, не коле секоја сезона таа одлука, ама ете. Нека биде така. Тројца од Сити и тоа мислам дека искрено тоа се тројцата најдобри од Сити што може Да, реално, да. Халанд нешто не ми е Па Не на твој. како темалција, во форма, да, али не знам. Еве го, сега да Ваше мислење дека ќе биде Сега има многу лесни такмици според мене. Брутално е Гледам со Wolves Халанд. играат, со Лиц играат, така да мислам дека ќе почне да враќа поени Да. пак. Лани беше така. Имаше Лани он лани се период, кога стиша. го извадивме Сити. Да. И сега си викаш штопе, го неам Халанд и онака е пола цел као 15 милиони е некои брутални пари. И си викаш ќе го извадам Халанд, ќе си ставам у сите други позиции. Палмер ќе го имам, Фернандес ќе го имам. Да. Сите нека се на терен. Каде Халанд три ќе гола. даде 3 гола на пресериозна екипа, па после уште 2-3. Магично веќе пак сите го имаат. да. И јас некако искрено, а го мислев. Го мислев Халанд да го вадам од тим и многу ризично, не знам. Да. Ја го мислев, ама пошто претходно коло даде гол и асистенција, решив да го оставам, ми го извади колото. Така да ќе си го држам. Многу е убиствен. Многу голови дава. Од нидека да е 3 гола, така да. Добро, го имам на уми и Шешко. Не знам, искрено дечкото како се покажа последниве. Мене исто ми е воодушеви. Ја едно коло го имав, 2 гола да е. Го извадив одма. Кире го погоди у некое коло кај што беше некој Со Барли играше. Јас знаев дека ќе правам wildcard после тоа коло. И го ставив само за тоа коло да е 2 гола, го извадив. ама го Задоволен смени сум место многу. сериозен шпиц, го смени као Место место Екетики. Екетике се Да. растураше од голови давање и Кире го менја и тогаш сите има као по 45 бода тоа коло и Кире 70. Да. И не каже ништо, вика на снимање ќе видиш, на снимање ќе видиш, ја телефонот негде таму и го гледам Шешко го ставил 15 поени. И на работа ми го правив. Јас викам, отвори, види кого имам. И го не за Искрено- United Plus. Да, тоа им фали на Юнайтед. Треба да му дадат повеќе шанса според мене. Па еве сега некако гледам, Свежина внесува некако. може и Јас знам. мене ми се допаѓа што влага во второ полувреме, кога влегува е многу опасен. Значи, кога влегува да. во второ ми е поконкретен него ако почне од прва минута. И за фантази е тоа интересно, само што ќе беше поинтересно ако не му беше толку висока цената. Мислам, не е многу скупа, ама колку е 7,5 нешто такво. Не знам колку искрено, не ми текна. Ја ради тоа, јас секогаш сум играл фантази, двајца у средина ми се скапи, еден шпиц ми е скап и еден у одбрана. Другото секогаш сум го мешал и никогаш не сум сакал да играм со тројца скапи шпицови, затоа што така си изгорев пред 4 години кога ги играв Кейн, не знам, тројца шпицови што беа птен скупи пари, Антонио кога трпаше и ја као што ги земав тројцата, ако ти се верува до крај на сезона 3 гола тотал има. Да. И од тогаш си реков ајде вака ќе играм. Ама се јас имам многу сличен тим као твојот. Ја имам можеби
4 играчи поразлични, другото се исто. Јас сум Да катастрофа украдеме кола, идејата. катастрофа. 27 имаш? Па да, затоа што ми остана Жоао Педро капитен со Банли и не сменив ништо. Влагав во авион и како што влегов у гејт, тогаш видов дека пола саат прошол од дедлајнот, сакав место Тиаго да земам Ѓокереш, сакав место Ван Дајк, не знам кој да земам. Вака ти изгледа како да имам поише поени од тебе, ама мене веќе сите јаки да речам адути ми се поминати. Да. Немам капитен, немам средина, голманот Пикфорд ме коле веќе месец дена. И јас го сменив Пикфорд, инаку... Кира Тоа ми исто го беше знае на ова. почеток. Јас сум човек, јас го носам Пикфорд у светскиот фудбал. Јас кога го имам 5 поени у 10 утакмици. Значи 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Ќе го извадам Пикфорд 10-12, 10-12, пенал фатен, 8 Бали да сейв. го ставиме Ке ние. се Памтиш? разлика. Ама стварно, за Пикфорд, јас неам за друг играч ваков пример. Лани го имав од прво до 14 коло, беше последен голман од првотимците у сите екипи. Како што го извадив, заврши како прв голман до крај на сезона. Да, и секоја година ми го првите, брат. Еве, јас ќе го извадам Пикфорд со едно коло за да видите што изборам. Пише да му. видите. Зимете го сите Пикфорд. Те вадам. Да видиме Рече. што пре Јулија за следно коло. Рече дека нема направено измени, ама еве го тимот, кажи ми што планираш да менјаш. Па, како што реков, Бруно сакам да го ставам. Се мислам за Палмер. Така. Имаш wildcard, имаш, добро. Да. Бруно Палмер, дали Калверт Луин ти враќа како што очекуваш или се помалци и помалци? Па, не враќа како што треба човекот, не знам што му стана. Ѓокераш можам. А Калверт Луин видел дека коло има 0 поени играше и 0 имаше или не играше. Он игра со Челси Челси 2-2. игра. Не знам. Сега не ја гледав таа пошто бев излезен. Не си ги гледал Челси. Не ги гледав. Затоа 2-2 изигра. Вау. Не ги гледав. Не ја сега. не гледав Юнајтед со Вестем сега да бидеме реални. Затоа и они еден ден изигра. Со двата најлесни тима ни игра, тимовите и не тепа. Ама не знам зашто има 0. Може да За не следно игра. коло си топ. Сега не би менјал многу работи. Тотенхем се катастрофа, Рајс е добар, Ньюкасл Сити игра дома, Лидс овие ти се од Астон Вила, така да мислам дека може. Да, добар, јас така добар мислев тим. да го оставам ова вака, па да видам како ќе се одвиваат. Чалова може да влезе со Барнли. Вие ми рековте дека 4 години поред играта така. Поиш. О, многу поиш. Имате 6-7 заедно години. ваш тим или? Имаме лига ние, Имаме каде што ќе лига, бидеш да. поканета сега кога ќе завршиме, ќе си бидеш дел од таа лига да видиме кај на кое место ќе те Котирам. на кое место котираш. Инаку ние сме не само што играме, туку болни сме. Почнавме Буквално. 2018-19 нешто така или може Сигурно. тогаш уште не 7 бевме. сезони минимум. Да. Браво, И браво. да, тоа нешто е ептен, доста ептен. долго. И првично беше он си игра своје, јас си играм моја, не сме у ниедна лига и само си споредуваме на кафе. Еј, колку поени имаш коло, колку имаш сега ukupно, колку пати минус 4 си отишол и така ни почна. Да. И као што пукна ковид, некако почна многу луѓе да зборат фантази да играат, па чекај ќе направиме лига, прво 5 души, па 10 души, сега сме 20 души у нашата лига. Да. Од кафичија кај што им дремеме по цели денови има и таму лига. Има фантази МК да многу добра лига, дечките го прават ова со години. Најаките фантази играчи можеби од државата. И таму играм ја со трета екипа кај што ќе ме поканат вака, не знам, на пиво, ќе искочам, еј, у лига да те ставам, така да јас сум у сите лиги и у сите сум толку загреан да ги победам, значи на крај на сезона сакам само вака зелени кецови да гледам, ама не е секоја Да, сезона да. таква. Најбоље ми беше 2022 12.000 у свет, така нешто. Драма е тоа. Тоа ми беше врвниот успех вака у фантази кариерата, сега сум катастрофа. Добро почнав сезонава и сега пак сум второ лига, неам мрднато од Пак си втор. втора, ама тоа му го зборев сега пред да почнеме со снимање. Обично, Ова е преак ова. обично и тоа ќе го спомнам, но не обично, на пример, прво и второ место, па надолу има по 200 бода разлика. Моментално јас сум 10-ти, он е втор и само 60 бода не делат. Да. Тоа е Тоа е многу доста добро, интересно, интересно, да, ќе да, биде жустро да. до крај. А мислам дека секоја година он е пред мене и последни 4-5 кола
Ево стигам. Да. Ама ти изборам како 200 поени ќе му Да. изгубам. Враќам Ќе му 200 изборам. Да. поени, да. И Така да титко ќе ми видиме се враќа. сезонава, дали ќе му се вратам или Добро, не. сега за частење за кафана у лигава кој е потенцијален? Ќе видиме сезонава, не знаеме што Најверојатно ја ќе бидам сега, Обично не се даваме лажеме подарка дами и сите господа. И на Да. крај ги взима победникот, ама годинава немаме некој договор. Ќе Тоа викам смислиме ние нешто, за да. кафана се. Нешто ќе смислиме. Ја ќе бидам частен. Или ја да частам што сум победил. Не треба да бидеш честен. Може така. Да. Пак се сите момци у лигата такви што кликаат секое коло и ова што направи ваков гаф што него смени в тимот скупо ќе ме кошта, да знаеш. Да, од 20-16 играат секој коло сигурно, така да. Прилично активна лига. Да. Каква е вашата лига, кажи? Посериозни се? Па само 5 души сме така, мислам сме. И јас се сметам у тие сериозна. Другарите и партнерот они се исто болни по тоа и само гледаат, менјаваат. Другите сме некои веќе подоле на ранг листа, али тука некаде јас пливам горе доле, како што кажа и ти, поените со Да. тие што ни бегат нема многу разлика и мислам дека ќе биде интересно доста. Значи ти рече веќе колку сезони ја играла. Јас прва сезона. А, прва За сезона? Тоа ве прашав 4. Ние сме нападнавме Да. со многу информации. Јас Дрва сме, ама и учам уште треба се некако. да имавме прво усветено место. Еј, Алани у фантазија оваа што беше јаката четврти бе? Не Браво, бе флаш? браво. Бесплатно влегов у сезонава. Стварно, еве да Не знаете. да е пари. Тоа беше дечки на тема фантази со Јулија. Сега малце ќе играме нова игра, Guess the Player, ама нема биде со клубови, туку имаме играчи, нивното лице не се гледа да видиме Јулија дали ќе погоди кој се. Повели Јацко. Ете и он има стегач на рака како ти што имаш, кој мислиш дека е ова? И ја не го погодив инако како ти се верува, така да... Баерн. Како го ставивме беше многу obvious. И Не после е ми obvious. текна кога го замаглив дека не е obvious. Ова е најтежок од сите што ти ги имаме спремно. Не знам искрено. Реално Алфонсо Дейвис е, одма ќе го кажам, немаше ни ја да го погодам. Да, он не го Шеми се. погоди през. Дейвис. Алфонсо Дейвис, да. Ајде Да. следен. Ова. Бекам. Бекам. Бегам, сега приметувам дека истиот Го дрес е гледам тука, знакчево, викам Юнајтед или... А да, ова е старото лого. Да. Дали истиот дрес? Истиот дрес. Апсолутно Да. истиот дрес. Ова Да, беше случајно. Ајде следен. Следна. Андонова. Донова е, да. Браво. Следна. Ја спомнавме. Така, ја Не спомнавме. спомнавме, да. Бонмати? Не. Не, ова е Сем Кур или како да се изговара. Сем Кер. Али ова е Да. за репрезентација. Да, да. Австралија. За Австралија играт. Да. Ајде следна. Велингем. И последниот. Последниот ќе Се се узнај. најдеме. Се уз- Ајде. Ембап. Поздрав. И дечки, тоа беше тоа 12-тата епизода. Многу ни беше задоволство да седнеме со Јулија. Се надевам дека прва женска фудбалерка, ама никако последна. На кратко, секогаш ги прашуваме гостите, ја ги прашувам како си пројде. Искрено, јас си пројдов преубаво и пак ќе кажам мило ми е што бев дел од овој подкаст и се надевам дека ќе се дружиме и понатаму. Апсолутно. Секако, Ќе да. дојдеме да те гледаме на терен, може ќе дојдеме на некој од тие пријателските термини да ве гледаме. Дечки, мило ми беше, се гледаме во наредната. Поздрав. Поздрав!